Интервјуа, анализи, жешки теми. Политички магазин Пулт на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова. Зошто поднесовте кривична пријава? Кривична пријава поднесовме затоа што мислиме дека тоа што се случи се дела против државата кои треба да ги гони јавното обвинителство по службена должност, а не да одиме со тужби. Видите, сепак тоа е многу сериозна работа, и затоа е подобро тоа да го стори обвинителството постручно, бидејќи сепак нашите капацитети не се на тоа ниво. Ние сме само здружение на граѓани, каде што има различни профили, различни струки луѓе, само со волја нешто да иницираат. Заради тоа, ние се обративме до јавното обвинителство. Опфатени се вкупно 67 лица со вашата кривична пријава. Тоа е практично новото парламентарно мнозинство, сите членови на парламентот кои што се дел од тоа парламентарно мнозинство. Какви дела сметате дека тие сториле со изборот на Талат Џафери за собраниски спикер? Да, значи поединечно во кривичната пријава има дела кои се однесува само на господинот Ферит Мухич, друго дело кое посебно од другите за господинот Томисовски и посебно за Талат Џафери, а останатите 64 се во една точка фатени со дела кои им се ставаат на терет како учесници во сето тоа. Фатени се сите 67 затоа што според тоа што го слушнавме, бидејќи ние немаме увид во реалните случувања или материјали, нивни изјави беа дека 67 пратеници доставиле подписи за објавување на таа одлука во службен весник, што значи дека тие учествувале. Претпоставувам дека тоа им значи дека учествувале во тие настани, во свикувањето и одржувањето на нелегалната и незаконска, во импровизирањето на одржување на нелегална седница на Собранието на Република Македонија. Може ли да ни ги кажете деталите од кривичната пријава која што сте поднели? Па вака, значи господинот Ферит Мухич покрај сето друго го теретиме и за лажно представување, бидејќи тој си презеде улога да преседава со таа седница нелегално свикана и никој не знае дали е тоа конститутивна. По нивната логика сакаат да биде конститутивна, но конститутивната е почната, собранието е конституирано, мандатите се верификувани. Значи тој си придава важност на преседавач со конститутивната седница како најстар, а иако не е најстар. Понатамо господинот Мисовски го теретиме покрај се друго и за фалсификување на службена исправа со тоа што се подпишува на одлуката за изборот, наводниот избор на господинот Талат Џафери, со тоа што не е нити заменик преседавач на конститутивната седница, нити преседаваше со таа импровизирана седница. Значи тука има контрадикторност и меѓу нив самите, бидејќи Ферит Мухич преседава, а за заменик преседавач се појавува во документите Мисовски со свој подпис. А господинот Талат Џафери има лажно представување против злоупотреба на службена положба, тоа е кај сите, значи има злоупотреба на нивната службена положба и овластување, така што ги надминуваат границите на нивните овластувања со тоа што импровизираат одржување на таа седница и на тој начин тие го рушат уставниот поредок, го рушат системот на државата на некој начин и воведуваат политичко насилство. Бидејќи тоа политичко насилство кога се случува во парламентот, во Собранието на Република Македонија, тоа е многу проблематично. Види што понатамо кога во собранието може тоа, тогаш што надворот од него. Секој би можел секој кој имаат некакво мнозинство за било кое прашање да спроведуваат самоволие. Тоа е воведување на анархија,
терор и едноставно хаос. Нешто слично имаше во денешните вестници господин Христо Никовски. Навесто правен систем, враќање на правото, се воведува анархија. Инаку, зависно од членовите на кривичниот законник, тука се доаѓаат во предвид, значи велепредавство, бидејќи начинот како тоа го прават, ја доведуваат државата во непријатна позиција и едноставно уништување. Насилство спрема највисоките државни органи споменуваме, бидејќи на тој начин легално избраниот председавач, бидејќи сега немаме председател на собранието, така да тој е тој што ја врши таа функција, ти извршија насилство врз него, не дозволувајќи му и присвојувајќи го правото тие, односно господинот Мухич, да преседава, а понатамо да се потпише господинот Мисовски дека тоа го правеле. Чи тука има и лажно представување на поединци, самоволие, противзаконито посредување. Тие се членови во кривичниот законник кои малку е тешко да се елаборираат вака на кратко, но за тоа го имаме јавното обвинителство кој треба да ги процени тие работи и ако има основа да преземи активности и тоа да го преточи во соодветен акт во кој ќе води постапка. Очекувате ли јавното обвинителство да ја прифати вашата кривична пријава? Ние се надеваме. Со оглед на актерите, односно пријавените во кривичната пријава, верувам дека и на обвинителството ќе му биде проблематично и тешко, бидејќи има многу повеќе политика отколку право во сето ова, иако загрозена е државата и системот. Загрозена е системот, загрозена е демократијата на овој начин, бидејќи демократијата не е само владење на правото, бидејќи владењето на правото без однапред договорени и почитување на тие договорени процедури може да помине сега во насилие, било политичко, било правно, било економско, секаков вид насилие. Значи мора се почитуваат договорените процедури. И заради сериозноста на настанот, сепак се надеваме дека јавното обвинителство ќе најди сила во своите редови тоа да го расчисти. Интервјуа, анализи, жешки теми. Политички магазин Пулт на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова.